Членот на изборниот комитет на ВМРО ДПМН Илија Димовски на вчерашната средба со граѓаните на Кочани го истакна големиот предизвик пред кои се наоѓаат тие, но и целата држава. Тој посочи дека на претстојните предвремени парламентарни избори жителите од овој дел на земјата ќе имаат можеби незначајна улога за обезбедување стабилна Македонија. На пресконференција во седиштето на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Кочани, тој меѓу другото истакна. Овие избори покрај избори на кои што ќе зборуваме за економија, за вработување, за проекти, за инфраструктура, за автопати, за експресни патишта, ќе бидат избори на кои што ќе се бориме да ја зачуваме Република Македонија онаква каква што ни оставиле генерациите кои што се бореле и гинеле за низ. Уставното уредување на Република Македонија е такво за какво што мнозинството од македонскиот народ и од граѓаните на Република Македонија застанале. Не сакаме да прифатиме никакви идеи за двојазичност, не сакаме да прифатиме никакви идеи за редефинирање на Република Македонија, онака како што Социјалдемократскиот сојуз најави дека има намера да прави. Не сакаме да прифатиме никакви подигрувања и калкулирања со уставното име на Република Македонија и со националниот идентитет, со јазикот и со она што сме македонци. Димовски ги потенцира странските инвестиции во Кочани кои апсорбираат значајна работна сила, при што е намалена невработеноста. И Кочани е еден од подобрите примери, каде што подобри странски компании имаат отворено своји фабрики и вработуваат. Во фабриката Амфенол се вработени околу 1200 луѓе, а во фабриката Антура се вработени 250 луѓе. Најавите се дека и овие две компании ќе го прошируваат своето работење во Кочани, но исто така постојат и најави и разговори за други нови странски инвестиции. Би сакале да потенцираме дека главната цел и главната насока, како во Кочани, така и во цела Источна Македонија, ние да се отвараат нови фабрики. Трите стратешки проекти кои се однесуваат на Кочани и Источна Македонија се изградбата на браната Речани на Оризарска река, за која е избран изведувач на работите, реализација на експресниот пат Штип-Кочани, кој до крајот на годината ќе започне да се гради, како и реконструкција на патот од Кочани до Македонска Каменица и Делчево. Димовски најави реконструкција на 6 училишта во општина Кочани, набавка на нови апарати за општата болница, реконструкција на улици и патишта.